Новиот штипски градоначалник Иван Јорданов има ургентни обврски спрема граѓаните. Некои проблеми се провлекуваа предолго, а граѓанските реакции не престанаа во ниту еден момент. Еден од главните проблеми на кои граѓаните реагираат постојано е уличното осветлување. Според нив, во градот нема населба која не бара светлина навечер. За осветлувањето оваа селица не свети нико. Да се направат уличното осветлување и да имаме број дека да се јавиме. Преговори треба да 20 пати да звонат, да викат. Не идат. А сега е добро да биде вај градоначалник, да поведе сметка. Не е целосно осветлено. Како што треба баш, дека има секаде. Целосно не е осветлено, да. Да прегорели, со месеци ќе чекаме. Покрај осветлувањето, ургентни се и улиците Панче Караѓозов и Личка. Овде состојбата според граѓаните е катастрофална, а новата надеж сега е новиот градоначалник и новата локална власт. Требе. Одамна почнатан и ќе завршат веројатно. И во тротоарот да се направи. Па ние да ви кажам, дури сме лути, што е вакаше смеси. Ја живеам тук, ова куќа. Ни джам, цело на важештина, ни джам може да отвориш, ни врата, ни алище да си постелиш, чуре нагоре, па во... Жалиме се 2 пати веќе. Многу се касне. Требаше порано, во ептен шокали, изгазиме шо пршини, задеме цело лето. Дај Боже да завршите шо поскоро. Друг проблем кој Јорданов треба да го решава многу бргу е фекалната канализациона цевка во неговото ново село, каде освен останатите, тешката реа ја дише и новиот градоначалник. Очекуваме од ово е младо дете, нека мој со среќа и нека се работи како што одговара. Како и да треба да се реши тај? Треба да се реши, па сега те материјали имат. Сега, кога ќе го направат, они си знаат. Овај проблем се влече сигурно 30 години, ден од ден, али јас сигурен сам дека Иван Јорданов тоа ќе го заврши. Сигурно, еден пат за стално. И тоа многу се сеќа од ние тука живееме одма, тоа има посебно навечер и на Саваре, надале по реката води. Освен овие, во редот на итно би требало да се најде и расчистувањето на дивите депонии, како и редовно и подобрено собирање на сметот. Формално, Јорданов со решавање на овие проблеми може да започне по добивањето на уверението за избран градоначалник од Државната изборна комисија, која веројатно ќе се случи до крајот на неделата.